Литературен жанр кој ни пренесува убавина и естетско чувство со помош на зборот во стих или во проза. Поезијата е инструментот кој најдобро ги преведува тишината и емоцијата во зборови. Во Стара Грција поезијата не се читала, туку се пеела придружувана од лира, па оттаму и терминот лирика. Поезијата значи користење на јазикот за да се досегне она до кое прозата не стасува. Ако е прозата одење за да се стаса некаде, поезијата е танцување. Таа економија на јазикот, да се каже најмногу со најмалку зборови. Таа е ритам и музикалност. Не е важно само тоа што го кажуваш, туку како одекнуваат слоговите во увото. Поезијата е слика, способноста да се создаде ментална фотографија со користење метафори. Калиопа, таа со убавиот глас, е музата на поезијата. Убавиот глас го носат сите поети и поетеси. Тој ги преминува сите граници политички, етнички и духовни. Тој е универзален, досега, секаде и до секого. Тој глас, покрај онаа класична улога да ги пренесе чувствата и убавината, многу пати ја има улогата на борец, улогата на човек кој сака да ја замени грдотијата со убавина и да отвори нов пат за новите генерации. Дел од најновиот бран автори на младинската книжевна сцена, присутна на мноштво книжевни и културни настани, како организаторка и модераторка. Вечерва со нас нашата млада поетеса Ивана Јовановска. Ивана, добре дојде во Трафика. Добре те најдов, Ненато. За почеток, односно вака, имаш завршено на катедрата за, односно си при крај со студиите на катедрата за општа и компаративна книжевност во Скопје. За почеток сакам да ми кажеш зошто токму книжевност, зошто не друга професија, зошто не друга уметност? Пред се, фала ти за поканата. И исклучително ми е драго да сме тука во еден простор кој ми е многу значаен, заради тоа што си еден од луѓето кои ги гледам како шанса за критичко промислување на културата кај нас, во еден ваков комплексен контекст, да речеме, во кој живееме. Книжевноста за мене секогаш беше шанса за промислување на светот и критичко разгледување на истиот. Меѓутоа, компаративната книжевност и таа катедра конкретно, мислам дека беше најдобриот начин тоа да се направи преку споредни релации со другите уметности, меѓутоа и преку едно посуштинско анализирање на односот на книжевноста, стварност и тоа што се случува околу нас. И гледајќи вака наназад, единственото што можеби ми недостасуваше беше поврзувањето со некој јазик, што потоа го направив секако во Каста Дива. И дефинитивно како комбинација е некое заокружување на моите интереси и афинитети. Значи, зборот ти е она од што поаѓаш, нели? Зборот ти е средство и за изразување, но и средство за она желба да промениш нешто, да се дојде до нешто ново, нели? И малку поинакво. Ке кажеш, не знам на што мислеше кога беше бескрајно малечка и сама. Посакував да знаев и тогаш колку е важно да те држам во себе. Тешко се простува, тешко се заборава. Тоа што си го нацрта на телото како дете, сега си го носиш како фустан кога си жена. Преубави стихови твои, кога почувствува за прв пат да зборот, односно на потреба зборот да ти стане средство да го извадиш тоа што го имаш во душата? Знаеш дека не можам да не го следам тој момент, се сеќавам дека веројатно во средно имав посилна потреба тоа што го гледам некако да го рефлектирам во некаква форма. Не бев сигурна во која. И читањето бил медиумот преку кој сум комуницирала со сите болки, сите бунтовни процеси внатре во мене во однос на општеството. Мислам дека во средно сепак се развила некоја таква мала потреба, да речеме.
да викнеш, така? Да го пуштиш гласот. Да, колку треба да имаш во себе? Сега одам надвор од она што подготвував. Колку треба да имаш во себе болка, тага, љубов, радост, за да изнесеш се на хартија, нели? Па не знам, некогаш ми е многу срам кога зборувам за ова, зашто ова го отвара Не прашањето. треба апсолутно да ти е срам за тоа. Сум се прашувала дали навистина можам да се доживувам како авторка, уште сум млада, едноставно такви мисли во главата. Верувам само дека потребата за многу читање, потребата да се разбере тоа што постои околу мене, наметнало нешто такво и е нешто што не знам никако да го објаснам поинаку, а пак произлегува од читањето веројатно. Од градењето на свет, што е меѓу кориците на книгите. Да, дефинитивно. Знаеш како, ти си творец, ти си со самото тоа и автор и уметник без разлика дали си млада или возрастна. Тоа го кажува и Оскар Вајлд во предговорот на сликата за Дориан Греј. Уметникот е автор на убавото, на убавината, така што се она што е за мене, се она што е ставено на хартија е убаво. За некого да, за некого не, ама е убаво. Авторка си на 2 стихозбирки до сега. Едната е На ракавот на градот во 2021 година и онаа книга што јас ја прочитав, нели, втората твоја Номадски затвори, која многу ми се допадна. Сега би сакал ти да ни кажеш малку повеќе за овие 2 стихозбирки. Што опфаќаат, што те натера да ги напишеш? Во двете сум обседната со поетиката на просторот. Се наблюдувам, се уште го правам тоа. Јас сум обседната со истражување на движењето и на менувањето на просторите како такви. Што се случува кога одиме, кога заменуваме, што напуштаме, каде доаѓаме и кои се тие физички и нефизички места што не значат. И мислам, се уште не можам да си објаснам од каде тоа. Кога излеза На ракавот на градот, мислам дека многу помалку бев свесна за тоа и работењето со уредничката Јулијана Величковска ми помогна да видам што всушност се појавува во тој мој израз. Веќе во Номадски затвори тоа беше многу попрочистено, ама интересно е, например, дека тогаш живее во Шпанија и повторно занимавањето со местата, со истражување на болката, со одењето и заменувањето беше уште посилно и уште да речам, видлива. И тоа продолжи во оваа втора книга. И тој циклус некако не може да запре и занимавајќи се со независна културна сцена и се што пишувам понатаму, повторно топосот на градот и се тоа што го зборуваме е застапено и лично се прашував дали тоа има некакво завршување како личен интерес или нема. И е многу интересно. Да речеме во новата збирка што ја пишувам, и стиховите ги прочита нели ти, имаме веќе малку по различни прашања, меѓутоа и тие повторно произлегуваат од неможноста да се одвои просторот и нашето движење, нашата миграција и како лично и како политичко, како општествено прашање. И така, тоа што не обседнува. Колку е за тебе значајно да се излезе од просторот во кој живееш? Ете, живееше во Шпанија, патуваш често, знам, така што, колку е тоа важно за растот на еден човек? Неверојатно многу. Мислам, неверојатно многу затоа што го поттикнува сомневањето пред се во мене, а истовремено ја поттикнува отвореноста, таа космополитска отвореност кон разбирањето на другиот, кон читање на другиот, кон сваќање дека не сум сама, дека не постојам само јас, дека мене толку многу ми е важно кој е до мене, кој е спроти мене и колку тоа прави разлика денес. И веројатно во моето растење и културолошки, гледајќи што се случува околу нас, гледам како се одразува тоа. Не сме само да ние, не сме само тука, нели? Кажи ми, и сваќаш дека во суштина кај сите тие тој вриеш, тие нели превирања што ги имаш ти, ги има и кај други од други земји, претпоставувам. Апсолутно, така? И тоа прави едно чувство на меѓусебно разбирање и на прифаќање дека не си само ти во тоа што се случува. Од друга страна, тоа ти дава простор да ги видиш болките на другите, за кои често сакаме да не ги гледаме, често сакаме да мижиме пред нив. И често сакаме да мислиме дека ако нешто не ни се случува нас, тоа не на засега, имам голем проблем со тоа. И често тоа е една од причините поради кои што сакам да пишувам сега, особено во последно време за работите што ме обкружуваат.
Така емпатијата паѓа ниско, Да. лази речиси по земја. А знаеш што сега кога додека те гледам, додека зборуваш, очекував дека ќе доеш со турбанот. Зошто не си баду? И кажи ми за црвените чизми. Црвените чизми беше пресрекна кога ги купи, напиша и песна. Што се црвените чизми за тебе? Црвените чизми се пак одраз на тој нов бранд песни што ги пишувам, кои се многу поангажирани и мислам дека поостри. Некоја критика лична на која не знам, ја имам кон себе, дека тоа што го пишував досега беше малку помеко и понежно, а овој пат тие се некој символ за малку поголема острина која внесувам во тоа што го пишувам, поголема критика, поголема ангажираност. И тие се мојот личен, да речеме, символ за оно што си го повторувам во последно време. Немам доволно време веќе да не бидам ангажирана, оттаму и немам доволно време веќе да гледам само во себе. Борбата да оди напред и појако. Грижата, знаеш, емпатијата, чувствувањето на се околу нас. Апсолутно. Песните ти се објавувани често во пишани медиуми, преведени се на повеќе јазици, знам на хрватски, словенечки, грчки, германски. Како дојде до тоа да се прават при посета запознавање со други поети или? Ова е, мислам дека најмагично и не сум многу свесна за ова. Веројатно песните патуваат многу брзо и побрзо тоа што јас би очекувала, а прво влегов во Европската поетска платформа Версополис, благодарение на Тоа ми е Струшки следно вечери. да ни објасниш малку за Версополис, затоа што си член. Од таму, практично од преводот преку Версополис бев поканата на првиот фестивал Леселенс во Германија. Тоа беше неверојатно искуство за млад автор. Компаративно сега мислам дека од сите фестивали беше најнежно и најзабавно искуство, ама и искуство од кое што најмногу научив и почнав да растам. И подоцна следува уште еден фестивал во Хрватска, стих у регии, и Лајпциг, вториот по големина најголем сајм во Европа, беше фантастично искуство со традуки. Така, имаш, ги видов Лезеленс, стих у регии, на Струшки вечери на поезијата исто така имаш учествувано и астални проекции. Кажи ми нешто за астални проекции и феминистичкиот фестивал Прво па женско. Астални, да речеме, беа почетокот и беа шансата кога сакав да се охрапам, да стапам на таа сцена. Да се представиш, нели? Прво па женско ги следам со години и сум имала шанса и таму да читам и тоа беше од исклучителна важност и за мене како авторка, појавувањето таму и како развивањето како феминистка. И уште нешто што ми беше многу важно таму да го напоменам, што ми даде голема шанса, Скопскиот поетски фестивал, дефинитивно кои години се постави како еден од најважните книжевни фестивали тука, каде веќе со малку поразвиен глас и личен сенс, да речеме, исто е меѓународен како овие или е само наш? Интернационален, да, кој во последниве години е тука со фантастични автори, фантастична комуникација и е најсвеж, да речеме, од тие интернационални искуства. И со него се занимаваат и го прават луѓе кои многу ги сакам и кои многу ми се драги. И ете, многу ми е драго што имав можност на различни начини да бидам дел од таа приказна. И како некој кој настапува, но и имаше едно многу убаво, фантастично читање. Поетот е присутен, каде што неколку значајни поети од регионов читаа со млади поети, имаше меѓусебна интеракција. Значи, едно од омилените читања воопште. Си баш навлезена во тоа и многу ми е драго затоа што поезијата, знаеш дека важиме за една од земјите која најмногу поезија има. Потоа ќе ги споменеме и нашите автори, по некои нели во глава што имам редослед. Македонија е една од најплодните земји со поезија, затоа што немаме поети од древни времиња. Во твојата биографија видов дека со поддршка на Традуки си представена на сајмот на книга во Лајпциг, Германија. И тоа искуство какво беше? Какви новини ти донесоа тие средби, претпоставам со други и поети, и автори, и издавачи? Во Лајпциг бев представена од Никола Маџиров, кој е еден од луѓето и поетите од кои што најмногу црпам јас инспирација. Тоа беше исто така доста емотивно искуство. Бидувањето во таков простор, во таков контекст, со толку многу врвни писатели, те потсетува колку си ти мал. Прво, колку треба да работиш, колку треба да се трудиш и колку треба континуирано да го негуваш тоа малото ѓаволче што ти носи сомнеш на рамото, затоа што тоа преостанува.
тоа представување ми значеше отварање кон некаква публика, особено германската, и многу ми значеше, но тука ми донесе подоцна секако нели нови мрежувања, нови настапи. Превод на германски веќе беше направен на претходниот фестивал, но се сеќавам бев фасцинирана од посветеноста на публиката што седеше и слушаше. Имавме одлична и публика, имавме доста публика. Таа посветеност да се слуша разговор кој симултано оди на македонски и на германски, и тој интерес беше фантастичен за некој кој прв пат се појавува на толку голем настан. И секако тоа што нели бев дел од Традуки беше исклучително важно. Уште ми останува во глава како нешто што не верувам дека ти се случи. случило така. Да. Да. Ново раѓање на зборот, антологија на младата македонска поезија, приредена од Весна Чепишевска, Мојсова Чепишевска, Иван Антоновски, и во Само Диви, панорама на македонската поезија пишувана од жени. Тоа е тоа што го имаш, каде што се појавуваш како нели една од авторите, како и во македонска љубовна лирика. Така, да. Исто приредена од Весна и Иван. Кажи ни нешто за тоа. Кажи ми дали поет или поетеса. Многу често поетесите се нарекуваат поети затоа што или жена поет, затоа што да, се смееш, знам. Затоа што на почеток поетеса било погрдно. Со поетеса кога ќе кажале се ставало едно, нели, како пониска категорија поет од мажот. Каде се наоѓа жената поет според тебе во 2026 година? Поетесата? Многу интересно прашање. Поетесата мислам дека се уште се бори за својата положба, исто како што и жената воопшто на овие простори. Не ги исклучувам јас тие борби на женската уметничка борба и воопшто женската борба, одат рака под рака, и драго ми е затоа што ме праша, затоа што ги носам заедно со мене. И исто така мислам дека ова во голема мера е класно прашање, односно условите со кои што работат тие жени уметници, жени поетеси, и секако третирањето на нивниот труд и нивната важност. Знаеш, на ова прашање може да зборуваме многу, но тоа што ми е важно е дека јас сум обкружена со неверојатни жени уметници кои цело време ме инспирираат и кои и феминистки пред се кои доаѓаат од различни полиња и само ме потсетуваат дека на сите полиња, па и на полето на книжевноста, мора да бидеме уште погласни, да, во своето пројавување, да работиме многу, да се трудиме, но секако женското писмо има и како што да представи, особено во Македонија. И женските гласови се лично мој фокус на интерес и на проучување во последно време. И женските уредничките со кои што работам и се што сум добила од нив, тоа е неверојатно искуство. Морам да им кажам на гледачите дека имам влијание на тебе во животот, затоа што сценариото што го имам направено ти не си го видела, ниту си чула. Одиме потполно исто размислуваме во иста насока. Кон средината на 23 век, пред нашата ера, значи се појавува во Месопотамија сумерката Енхедуана, која што е божица не првосвештеничка, која што е многу важна и принцеза. Таа е првиот потпишан автор во историјата. Значи, излезена од анониматот, значи првиот подпис на некое дело е направено од жена. Тоа не треба да го заборавите. Пред неа постоела поезијата, но таа и водич и е поттик за Хомеровите химни, затоа што пишувала химни. Што е интересно кај неа? Напишала многу песни, значи покрај оние химни што ги пишувала, кои не биле посветени на божицата Иштар во тоа време, туку биле одрас на нејзините идеологии, на нејзините надежи, стравови. Твоите интереси се фокусирани веќе неколку пати во разговоров нагласи на независната културна сцена, на културните политики во однос на современите општествени текови, но и политичко дејствување и организирање на полето на уметноста и активизмот, родот и родовата еднаквост. Што значи за тебе лично овој активизам и како се справуваш ти со овие чувствителни теми, затоа што еве спомена и самата жената се уште го нема на место кое што го заслужува и кое што може да биде многу позастапено. Најпрво се трудам во тоа што го пишувам сега во новата збирка, во новите текстови, експлицитно да се занимавам со овие прашања и како што ти кажав и претходно, поангажирана поезија, преубаво.
мислам дека прилично сум и наетлива и јасна во однос на ова и не правам отстапки. Сметам дека нема време за она што го пишувам да не биде ангажирано, токму заради таа потреба да се застане на страната на таа емпатија, на таа солидарност и чувствувањето на тоа што напружува тие неправди. Оваа дебата е многу честа кај уметниците, се прави од различни перспективи, што се случува со естетското наспроти политичкото. Меѓутоа, јас едноставно имам одлучено така да се водам, дури често се замерувам за претходните 2 стихозбирки, иако и таму сум ангажирана, сум сметала дека тоа не е направено на начин на кој што сега би го правела тоа. Затоа зреете, затоа зрееш ти. Да, ама не трпе, сакам побрзо да видам таму. Да, од друга страна, друг тип на текстови кои ги пишував, од типот на колумни и да речеме есеи ми дава пишуваше шанс. колумни за Трн, точно. Да, и соработувам со Медуза, прекрасна феминистичка платформа која имаме, каде што имам шанса баш да пишувам есеи каде поезијата се спојува со таа општествена критика и тоа се местата каде што можам да го истражувам моето растење и да бидам похрабра во тоа што да го пуштиш гласот. Да. Сега ќе те свртам малку на твоите други интереси во самата твоја биографија пишува дека еден од интересите ти е изучување на шпанскиот јазик. Ајде, што ќе ни кажеш за тоа? Јас нема ништо да кажам. Колку е убаво што го правиме разговоров, особено за тоа што деновиве размислувам што би се случило ако не одберев таква страст како шпанскиот јазик. Тоа е јазик на поезијата, тоа е јазик на страста, не кажано со стереотипи, туку на вистина, тоа е еден интуитивен јазик и оттаму нашите разговори како ментори и како професор по шпански јазик веројатно прилично се слеа во моите интереси и пренесување на нив во поезијата исто така, што ми е многу јасно и важно. Шпанија е љубов која не престанува, отворена земја со широко отворени раце. Едно од најдемократските општества во светот мора да нагласиме и најотворени во поглед на животот, нели, во секоја сфера. И во поглед на родовите прашања, и во поглед на... Зато ме знаеш, ме знаеш. И мислам дека таа љубов ќе трае, веројатно имам намери, имам желби пак да истражувам, можеби некој ден да живеам таму, но засега занимавањето со јазикот и неговото проучување првиот фокус, нели? Се надевам ке стасаме до C2, да бидеш совршено подготвена за шпански и дека ќе имам влијание во тебе До сега имам многу, например во последно време многу мислам на јазикот како еден механизам кој е не како механизам, како нешто живо кое е толку специфично, кое на толку многу начини треба да се работи и развив повеќе трпение. Сега кога сме веќе да речеме некаде кон средината на тоа патување со тебе како професор мој, сватив дека имам уште поголема љубов затоа што имам поголемо трпение. И сега се насочуваме кон шпанската современа книжевност. Едиторијалот ми помогна многу на Каста Дива, Јасмина исто така и мислам дека сега новиот правец веројатно е интерес е шпанската современа книжевност. Ајде, додека сме да не заборавам, нема да заборавам, ама кога веќе споменавме, повели најновата книга, преведена и од Јасмина и од мене заедно, иако се појавам јас само како автор таму. И мислам дека ќе те одушеви. Денеска, иако денес слободниот стих е крал, нели? Не се бара веќе онаа рима, оние строги метрички правила кои што во минатото биле прецизни како партитура за едно музичко дело. Значи мерење на стиховите, метриката, повторување на звуците на крајот, односно римата и строфата како формат. Сега веќе нема класична строфа. Во тоа време оттаму се излезени сонет, десетерец, хајку. Што е за тебе поезијата? Значи, сега не зборуваме за содржинското ангажирана, туку што е, дали е формата или е содржината? Дали се трудиш воопшто да следиш некакви текови моментални или си сосема своја или земаш како модел поезии од минатите времиња? Па прво се трудам многу да читам поезија и мислам дека барем мало познавање до историјата на книжевноста помага многу во во сознавање на тоа што веќе постоело како некаков канон. Од друга страна, стигнувајќи од самите почетоци до постмодерната, каде правилата се менуваат тотално и текстот добива сосема
сосема поинаква слобода, на која што јас лично сум многу голем фан, отвора многу прашања, што се случува со самиот текст, како ќе се движи, кои се намерите на текстовите, кои често се фрагментирани и колажни. Јас ја користам историјата на книжевноста за да се информирам за тоа што веќе е направено, да го збогатам личниот фондус на знаење. Меѓутоа, веројатно сум прилично, како и целата генерација околу мене, под влијание на постмодерната и исклучително ги сакам и ги почитувам затоа што ми даваат слобода и во формата и во содржината. Ама за формата пред се, постмодерната ја сакам затоа што ме ослободува од правилата. Сакам да ги знам поетските правила, сакам теорија на книжевност, а сакам постмодерна затоа што дозволува рушење на сите тие правила понатаму. И тие канони што се се воспоставени. Поезијата го менувала ликот, нели, и начинот на кој го разбираме светот, односно низ различни епохи. Ја имаме епиката со Хомер, нели, Одисеја и Илијада, предолги поеми кои служеле како паметници за она што, нели, за историјата и за митовите на еден народ. Потоа го имаме Златниот век со Кеведо и Гонгора во Шпанија, каде што јазикот достигнал ненадмината техничка убавина, потоа романтизмот со Бекер, претпоставувам тие познати го сакаш, кога поезијата станува интимна, сентиментална и фокусирана на она јас. И потоа авангардата со Неруда, Лорка, Писарник. Тука веќе правилата се кршат, тоа што велиш ти дали да ги тргнеме каноните. Во 94-та излегува, тоа сакав да споменам, прекрасниот филм Поштарот, каде што си го гледала со Пабло, нели, Поштарот му носи писма на Пабло Неруда постојано и тој во еден момент ке му рече поезијата не е на оној што ја пишува, туку на оној кој ќе ја користи, односно кој ќе ја чита. За кого ја пишуваш ти поезијата, ми е прашањето, и до кого посакуваш да допре, затоа што ти имаш некаква идеја, нели, ама посакуваш до кого да допре, чиј живот да смени или оплемени? Интересно ова прашање, затоа што пак ми го наметнува тоа чувство на срам, што ме носи пак кон некој лично преиспитување. Немој, преубаво е вака, јас оживам што млади луѓе имаат едно вакво размислување воопшто за уметноста и за книжевноста и за таа ангажираност која што е потребна во ова го отвора прашањето дали може воопшто да го направи тоа. Што е книжевноста денес? Па до некого ке допре. Да, јас се уште верувам во тоа и би сакала да верувам, но кога пишувам лично, прво се обидувам да добро го искомуницирам тоа што јас сакам да го кажам, значи читателот е настрана, да не кокетирам со читателот, туку така, прво за себе многу го правиш, ми е важно тоа, да го искомуницирам тоа што сакам и многу ми е драго кога некој подоцна тоа ќе го прими онака како што ќе го прими. Значи се навистина се трудам сум ослободена од некоја кокетирање со читателот или некоја претходно очекување за кого би било наметнато, но тоа може да се смени во други форми. Веројатно во проза тоа функционира поразлично, но во овој период, во ова што го правам, таа функционира за мене во оваа форма. Мислам дека тоа дава некаква природност, но би сакала да истражам, бидејќи полека почнувам и со проза да се занимавам, сакам да видам како тоа би било направено таму. Затоа што не сум сигурна дека во, да речеме, во романот и во кратките раскази тоа функционира така. И интересно ми е. Сите ти имаат различни начини на обраќање кон другиот, на третирање на авторот сам кон себе и на сите тие комплексни релации. Тоа се прашања на кои што мислам дека самите автори некогаш немаат еден одговор. Да, и прашањето што се наметнува, зошто е се уште потребна поезијата? Зошто е потребна? Затоа што е пауза во светот на постојано брзање и трчање. Ти покрај се што се случува. И неименуваното, ти ќе ја изразиш огромната љубов или тага или болка во зборови. Тоа е исто важно. Знаеш, и наспроти овој систем во кој што живееме и воопшто наметнувањето на брзи работи, на капитализмот сам по себе не може да се отфрли едноставно. Каде се третира хуманистиката, што значи воопшто хуманистиката, мислам дека повеќе од кога било треба да се подпираме на токму тие мали работи кои се значени. Затоа што брзиот развој на ова време многу лесно ги исфрла. Едноставно ги брзиот систем меле, како што почнал да меле, сега се позабрзано. И мислам дека имаме должност да се бориме покрај тоа. Така, третиот столб на поезијата и зошто е потребно е токму тоа, отпорот, да се покаже, нели,
Еве јас тука ќе го споменам нашиот извонреден Кочо Рацин, кој што нели ги застапува и копачите, делото е напишано токму за тоа, значи онаму каде што отпорот треба да се појави, не само Кочо Рацин имаме. Ова е супер. Ми се допаѓа што го чепна, затоа што пишувањето и така како верувам јас дека е класно прашање и прашање кое отвора многу такви нешта. Супер и Кочо Рацин што го спомна. Не мислам дека е нешто кое многу сега се зборува, ама баш заради тие вредности и систем во кој што живееме, го повторувам цело време тоа дека мора да биде, односно инсистирам на незината ангажираност. Така, имаме многу ангажирани ние поети во минатото. Јас направив некој список кој што би сакал да го споменам како поети. Еве Кочо Рацин го споменав, но основоположникот можеби кај нас на поезијата Блаже Коневски, Стерната и ред други, Тешкото. Тука нема Владо Урошевиќ, Матеа Матевски. Тоа се тројцата кои што имаат добиено Струшки вечери на поезијата и ќе ми беше прашањето дали се гледаш некогаш како лауреат на Струшки вечери на поезијата, без да ме гледаш така зачудено. Без скромност. Во моментов се гледам како некој кој ја застапува независната алтернативна сцена. Оттаму ќе ти го одговорам само прашањето дека не можете да влезете во тоа. Во поглед на награди, во поглед на какви да се конкурси и избиднувања, за мене сега е најважна алтернативната независна сцена кај нас. И издаваштво и книжевност. Преубаво, супер. Би ги навел Јацо Шопов, Петре Андреевски, Димитар и Константин Миладинови, Кочо Рацин, господин Богомил Ѓузел, Михаил Ренчов, Гане Тодоровски, Григор Прличев и Сердарот е нешто што немам зборови. Лидија Димковска и двајцата поети кои прерано не напуштија оваа година, Тихомир Јачовски и Линдита Ахмети. Една девојка прекрасна. Би ги споменал тука и низ вековите, значи не би била поезијата тоа што е без еден Хомер, не би била без Данте Алигиери, кој што е, или Петрарка, Алехандра Писарник, предпоставувам. Сега откривам. Една од врвните поетеси, Пабло Неруда, Октавио Пас, Емили Дикинсон, Силвија Плат, Лорка, Марио Бенедети, Сафо и така натаму. Имаме многу. Едгар Алан По, Хусто Хорхе Падрон, кој што исто така добитник на Струшките вечери од Шпанија. И Алфонсина Сторни. Јас би сакал да споменеме Алфонсина Сторни, не знам колку ја познаваш. Алфонсина Сторни е поетесата од Аргентина која што е позната по песната Алфонсина и Елмар, Алфонсина и морето. Таа поетеса која што се самоубива давејки се во океан. И е една од женските, нели од оние женски гласови кои што биле многу важни. Ке мораш да ја разгледаш Алфонсина Сторни. Одиме со дали мислиш дека односно колку нашата за да ти го поставам прашањето, морам во овој еден да ти направам. Гилгамеш е првиот запис за поезија, нели? Оние 12 плочи кои што се пронајдени на Сумерите, кој што беше, јас се дрзнав на мојот испит за драмски факултет кога се пријавував да го рецитирам Гилгамеш. Махабхарата, Беовулф, песната за Нибелунзите, песната над песните на Соломон во Библијата и големиот еп за Гесар, кој што сега тоа го открив, повеќе од 1.000.000 стихови кои што не престанува да се пее на тибетанците и монголците. Човекот откако постои се обидува да ја и има потреба да ги опее својот живот, својата мака, своите подвизи, својата љубов. Ти зборуваш за една независна сцена, за една ангажирана поезија, но колку воопшто поезијата во Македонија или сегашната поезија, па еве и на светско ниво, успева, односно се занимава со опевање на нешто што е подвиг, на нешто што е моментално и на нешто што е вредно да се спомене. А да не биде ангажирана и да не биде тоа само отпор.
За мене не можам да ги одвојам тие две работи. Не можам да ги одвојам. Ангажираното со добро, нешто а воопшто како поезијата низ во светот? Имаме фантастични стихови, фантастични книги кои ставаат траен белег. Па еве го спомена Гилгамеш на почеток, нели? Но сепак во сите тие книги кои оставаат огромен траг врз историјата на книжевноста и светот, пак јас го пронаоѓам тоа што тогаш било актуелно и денес продолжува да биде. Постои некаква перенијална, некаква универзална вредност, нешто што тогаш не болело. Сега го таму е борбата, нели, барањето на вечниот живот, на безсмртноста, во секој од нив има некаква. Верувам дека го има уште тоа сега. И па тоа со ме тоа интересира. што контекстот сега се менува. Сега ангажираното и тоа се спојуваат заедно. Сега таа потреба за убавото добива друг контекст, мислам дека, и ќе се менува и позицијата преку која што книжевноста ги испитува и ги истражува. Од тоа што јас го следам и фантастичните и регионални гласови особено кои ги следам, искажувањето на болката, искажувањето на она што е вредно да влезе, да биде запишано во текст, секогаш се поврзани со искуство кое може да се сподели, кое вреди, кое треба, и мислам дека книжевноста има многу голем потенцијал се уште во таа смисла. Прегеска, кога спомена за твоето гостување во Германија, чи нам кажа со традуки така, кажа дека имавте преубава публика, односно премногу посветена публика. Сега, имаме луѓе кои што се вели дека страдаат од така наречената метрофобија, односно страф од поезија. Има многу луѓе кои што во старт имаат, нели, отпор кон поезијата. Едноставно им е страф, едноставно им се чини чудно. Од друга страна сте вие метромани, што страгате од метроманија, кои што постојано сакате да пишувате и треба да се пишува. Како, еве, твојата поезија, реков, се појавува и во пишани медиуми, затоа што не секој ќе ја купи книгата. Како да се расшири повеќе, колку е застапена во училиштата, колку треба да се застапи надворот од училиштата за да се навикнат луѓето да читаат поезија? Ова е едно прашање кое не може едноставно да се одговори. Ова е прашање кое има врска со националните стратегии воопшто за уметноста кај нас. Од таму чепнувањето во еден сегмент поврзува друг сегмент. Како го третираме театарот, како ги третираме сите други форми кај нас. Уметности, така. Особено со времената македонска книжевност, да речеме, и сите тие важни автори кои денес ги имаме, и да речеме потребата да се актуализираат во програмите за основно и за средно образование, е многу интересен момент кој не сум сигурна како се одвива во моментов. Оно што и претходно го зборувавме ова, едно е што диктира пазарот и потребите на пазарот, друго е како ние третираме уметности, што всушност уметноста е. Би сакала да постои некој тип на стратегија национална која ќе покаже дека и покрај сите овие форсирања на, не знам, единствено IT факултети, да речеме, и друг тип на занимања, во образованието ќе се остави простор учениците да видат дека хуманистиката и дека бавењето со уметност има и како огромна смисла. Не чувствувам дека тоа се прави кај нас, не чувствувам дека има какви било стратегии за обрнато зголемено внимание на книжевност, но независните издавачи, да речеме, во оваа смисла, ми се единствена поголема надеж и сите тие мали конфигурации кои доаѓаат од заедништво и соработка, меѓутоа се на многу мали нивоа. Тоа се тие микрозаедници кои прават разлика овде во поле на книжевноста. Независните издавачи, малите издавачи, односно, да речем. Така. Јас се сеќавам кога ние учевме во средно, уште во прва година го учиме пеколот, кој што во суштина премногу тежок за деца од 15-16 години. Следење на слухот, знаеш, на потребите на децата и потребите на читателите, за да ги направиме читатели на современа македонска, современа светска книжевност, мора да најдеме начин да допреме до нив. Иако се сеќавам на многу песни и поеми што сме ги учеле, мислам, во текот на образованието, иако мислам дека се сега малку по многу од нив избришани, тргнати, за жал. Кажи ми, кога станува збор за читање, ве велиш дека сакаш да читаш, дека сето ова што го правиш ти е почнато од она што е меѓу кориците на книгите, така кажа.
еве не само поезија, што сакаш да читаш, што те прави задоволна, што ти прави убаво? Современа европска проза е нешто со кое што секогаш сум била обседната и многу интересно, ама оттаму секогаш сум црпала инспирација за пишување проза. Во моментов и секогаш сум била обседната со Ѓорѓе Господинов, тоа го споменувам, еден од најзначајните европски автори од Бугарија, со последната книга Градинарот и смртта, во издание Или. Ани Ерно како Нобеловка во моментов, од регионалната сцена Дарко Цветич, апсолутно Лидија Димковска нашата. Сакам да ги следам сега и поетесите и авторите од Хрватска, Србија, особено Босна, еве како една поширока генерализација. Што значи, гледам дека мојот интерес конкретно кон Европа и кон таа современа европска проза сега се насочува баш кон прашањата за односот со другиот и таа колективна болка на овие простори. Така да прашав, дали забележуваш сличности во она што е босанска поезија или творештво воопшто српска, хрватска, значи на овие простори во споредба со другите? Ја има таа јунишка или балкански, нели оној стил, да кажеш стил? Мислам дека има нешто што не можам да го објаснам. Имагологијата како дисциплина веројатно може повеќе да ми помогне во тоа. Има едно специфично портретирање на сликата на другиот. Има специфично портретирање на болката на овие простори, на неможноста да се поврземе, да се разбереме и да функционираме како колектив. И кога ме фасцинира толку многу што веројатно и понатака би се занимавала со тоа. Тоа е заедничко кај многу автори од регионов на различни прашања, на различни теми, но сепак ги поврзува. Но сепак ги поврзува. Јас мислам дека има, затоа што сепак сме растени на едно и со една. Но тоа многу трогнува, особено кога го чита некој од мојата генерација. Јас сум родена во 98 и читање на тие контексти сега ме погодува многу и ми дава некаква потреба да продолжам во таа насока. И сега таа обсесија за поврзување на тие работи, мислам дека ми е посилно од кога било. Секако сме се бавеле на факултетсото, ама не престануваме, да речеме. Кажи ми пред крај, како би се опишала себе си и што би сакала да ни порачаш за крај? Не знам како би се опишала, но би сакала да кажам дека она што е исклучително важно и што го научив во периодов од моите професори и професорки, од прекрасните соработници што ги имам, мислам дека сум привилегирана да сум во таква средина во поглед на книжевноста, е дека сомнежот и работата на тоа што се пишува на текстот е единственото нешто што може да направи тој да биде подобар. И таа себерефлексија и таа несигурност е единствениот начин како можам да се движам понатаму. И многу долго размислувам за ова. Меѓутоа сватив дека со поддршката и со работата на текстот со луѓе кои се компетентни, со луѓе кои сакаат да ти дадат нешто, кои сакаат да научиш, се стигнуваат некои нови нивоа на растењето кои не можам да ги заменам со ништо. Моето лично растење доаѓало секогаш од тоа што сум била отворена да се сомневам во себе и со тоа да се отворам за тоа како може нешто да биде подобро. Јас не сум човек кој верува во тоа дека имам еден текст и тоа е доволен сам по себе, затоа што не сметам дека имам ниту толку години, ниту толку искуство и сакам да црпам од искуството на другите и благодарна сум затоа што сум го добивала од многу луѓе. Јас сум ти благодарен за разговорот и ќе си го продолжиме на некој од часовите или почасовите. Ти благодарам многу што беше гостинка. Пред да одјавам само и пред да ни кажеш ти едно чао, ќе сакам да прочитам еден стих, односно мала строфа од Алфонсина Storni. Tú me quieres blanca, se vika, tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas, casta. Ти ме сакаш бела, се вика песната, ти ме сакаш бела, ме сакаш од пени, ме сакаш од седев. Нека да бидам крин и да бидам над сите најважна. Ивана, ти благодарам. Беше вечерва со нас Ивана Јовановска, поетеса. Гласот на жената се уште не ги достигнува
оние височини кои ги заслужува. Барем не на сите места подеднакво. Да се потрудиме сите заедно да го кренеме гласот во нејзино име и да направиме да биде еднаков како и машкиот и да ја добие својата заслужена вредност. Она на жена, на мајка, на сопруга, на сестра. Ви посакувам убави мигови на сите и многу радост во гласот до следното издание на Трафика. Фала ти и тебе, Нина.